Јана, ти благодарам. Продолжуваме во овој дел студиото да разговарам со мојот следен гостин, професор доктор Аспасија Софијанова. Добро вечер. Добро вечер. Исклучително многу го ценам ова што го правите и со посебно, да кажам, со посебно задоволство дојдов, со горчина во исто време, но ете едноставно ме понесе целата оваа емоција и сум тука да помогнам максимално што може. Да. Еве најпрво не само во моето, туку во името на Канал 5 на колегите на самата телевизиска куќа, преку вас да упатим еден поздрав до сите ваши колеги за сето она што го направија периодов, па се потсетивме можеби до некаде колкаво е значењето на лекарите во нашата држава и општество. Драго ми беше што гостуваше министерот, го видов пред да дојдам тука и голема поддршка за целиот тим кој што беше прво тој така наречен кризен штаб што сепак навремено изреагира и тука морам да си ги пофалам не затоа што сум дел од тимовите кои што учествуваат во такви спасувачки моменти, кои што се критични и кои што се тие кои што не се повторуваат. Знаете, тука или ќе изреагирате и ќе се случи да речеме подобрување на ситуација или ќе се оди во провалија. И сметам дека она што го направија моите колеги заедно, сите, целиот им клинички центар, целата држава и останатите кои помогнаа активно, бидејќи телефоните вртеат цели денови и се уште вртат и се уште се спремни да помогнат, особено на дечињата, бидејќи тоа беше една вулнерабилна категорија на возраст која што е ни практично педиатри, деца, ниту па возрастни адолесценти, имаше и адолесценти и повозрастни, но сите тие сепак оној дел кој што за жал не е меѓу нас, навистина не можам да со зборови не се кажува тоа. Тоа само внатре се чувствува и јас таа болка која ја чувствувам бидејќи сум поминала многу работи и работам таква професија каде што животот и смртта е навистина тенка линија. Тоа ни се покажа на 16. Дека е тенка линијата, децата до пред половина сат се забавуваа, после половина сат веќе не беа меѓу нас. Мислам, тоа се неверојатни работи кои што мислиме дека се случуваат само на телевизија или на серии. Точно. Ама тие серии кога се случуваат биле напишани на база на вакви и некои вистински случаи, кои ние перцепирајќи кога ќе завршат тие филмови, некогаш солзи ни навираат во очи и не свативме дека неделата тоа ни се случи во реалност. И сега гледаме дека никогаш ништо веќе не се знае. Мораме да бидеме спремни, како вика, да се надеваме дека ќе биде се добро, меѓутоа да очекуваме дека секој миг може некоја незгода или несреќа да ни се случи. Вие сте професор на факултет. Да. Колку освен она што го учите, се разбира како што е дел од програмата, имате посебни едукации за студентите за постапување во вакви ситуации, до доаѓање да не дојде до некоја несреќа поголема? Видите, јас сум прво многу задоволна и среќна, во исто време морам да пофалам, ние прославувавме или го чествувавме денот на славење 10 години од постоење на симулацијски медицински центар, каде што ние како професори кои што имаме одредено искуство во реанимационите постапки, во справување со незгоди, несреќи, во справување со такви тешки состојби, веќе треба да ги едуцираме тие кои ќе бидат идни лекари да знаат да се справуваат во вакви состојби. Тоа се вика медицински симулацијски центар кој веќе 10 години постои под капата на медицински факултет, значи едукативна и образовна програма има. Ние го споделуваме делот кој што е врзан со неонатална интензивна реанимациона постапка, значи како да спасуваме бебиња, како да се спасуваат помали деца, бидејќи има разлики. Секогаш велам, детето не е возрастен во мало, па и овие адолесценти навистина беа адолесценти веќе и возрастни, меѓутоа знаете како нивната кожа, нивната младост, нивниот метаболизам изреагира за жал така како што изреагира, затоа што ова беше премногу брзо и премногу брзо ги напаѓа органите. Огнот е непредвидлив и тој практично прави изгореници, кај еден дел кој што се спаси. Толку им пожелувам, искрено мислам дека се што може ќе направиме да им се подобри состојбата на сите. Иако знаеме дека изгорениците влегуваат во едно тие стресни состојби и хазардерски состојби и верувам дека понатамошното нивно лекување и закрепнување ќе биде едно од клучните работи кои што заедно со психолошката поддршка, бидејќи се знаете тоа може да остави одредени последици понатаму и тие исти ќе треба, значи двојно, едно е хемискиот дел или оној кој што треба тие да го негуваат кожата и сите останати работи кои што биле зафатени, органите да кажам, од друга страна и психолошката поддршка. А да не говорам сега за фамилиите кои што го претрпеа целиот тој стрес и сега се вика една состојба пост-травматик стрес дизордер. Сега тоа е тој кој што во првата акутна фаза, каде што сепак морам да признам солидарноста, брзината, ефикасноста на работата не можеше побрзо.
Значи, навистина не можеше побрзо да се тоа справиме со целиот тој момент, бидејќи и било која друга држава со ваква тешка ситуација која што е неочекувана и не затече буквално, излезе дека колку што можеше промптно и брзо се среди. И се оваа вторава, која што е многу похронична и подолготрена, е таа која што ќе треба исто исклучително многу да внимаваме како ќе се справиме, цели фамилии, цели состојби, деца, браќа, сестри, кои што биле вклучени директно или индиректно, ќе мораме тука да го дадеме исто така сапортот. Мене ми е драго што ги правите овие линии за донација. Да, точно дека е битна и важна и паричниот дел да се помогне во набавување на лекови средства и сето тоа што ќе биде во исцелување, веќе имаме зборуваме за исцелување и она кое што е најважно, а тоа е психолошката поддршка која што може би е една од клучните, бидејќи некогаш забораваме колку е важен зборот. Зборот на лекарот, каде што имате авторитет одреден, лекува многу повеќе од се. Ке поразговараме со вас, се разбира, во нека друга прилика како гостин во Канал 5. Ви благодарам за одвоеното време и што ете успеавте да споделите нешто со нас во овој телефон кој што го правиме за Канал 5 и Македонија за Кочани. Значи, Кочани остана како еден енграм во мозокот, тоа е печат во мозокот, кој ќе биде траен печат за многу работи, веројатно и некој вид на лекција. Меѓутоа, сепак ги поздравувам сите кои активно и пасивно учествува и отворени ќе бидеме уште повеќе кон сите можности во кои што преградката наша ќе биде секогаш за да се спаси и да се продолжи животот на тие кои што се уште ризични. Да. Благодарам. Беше тоа професор доктор Аспасија Софијанова. Продолжуваме со нашиот следен гостин. Го повикам колегата Видиновски да поразговара со гостинката која што е во оној друг дел од студиото на Канал 5. Благодарам, Роберт. Во следните неколку минути, како последна гостинка, Моника Зајкова, пратеничка и претседателка на ЛП. Добро вечер. Добро вечер. Првен, како вие ја преживеавте, ја доживеавте несреќата како човек? Разговаравме малце и пред да влезете во студио, дека вие лично бевте да поразговарате со некои од семејствата на повредените. Кажете ми кои пораки ви ги пренесува, што е тоа што им треба сега на нив? Јас пред се сакам да изразам длабоко сочувство за загубата на овие млади животи, но и да посакам брзо оздравување на сите оние кои што се борат со предизвикот од оваа трагедија. Искрено посакувам и секојдневно се молам да сите кои што се во болниците излазат живи на нога, за да повеќе не сведочиме на никакви немили настани. Трагедијата не верувам дека постои човек кој што не го допрал длабоко. Јас лично во таа трагедија изгубив и голем другар, пред се кој што во оние средношколски денови ми бил и како брат. И мислам дека таа загуба апсолутно ништо не може да ја врати, ниту надомести. Со делот, односно со неколку семејства разговарав, чии што деца се уште на лекување, за жал некои се уште во критична состојба. Искрено им посакувам што побрзо таа состојба да се поправи. Верувајте дека кога разговарате со луѓето, всушност сочувствувате и сваќате дека нивната болка, сите носиме болка, но нивната болка навистина е многу голема, едноставно не постои ништо со што може ние да ја намалиме или на некој начин да помогнеме, но можеме да бидеме хумани, да се чувствуваме со нив. Некогаш едноставно и разговор на луѓето им значи многу, а нормално и добро е што еве денеска имате отворено и линии. Јас верувам дека секој човек лично трга од својата воспитување и хуманоста, да и веќе голем дел од нас и донирале лично, но секогаш ќе треба нели на луѓето да им се помогне, да се покаже таа хумана димензија која што ја носи секој од нас. Така, целото општество е во шок, сите помагаат од аспект како што може да направите. Еве ние како медиум го организираме вечерва овој телетон, што вие како пратеници плюс може да направите сега акутно да им се помогне на овие луѓе. Знаете како, единствено што во овие моменти сметам дека може да, всушност што е наша должност, е да обезбедиме неселективност, одговорност, но и да превенираме
било какви немили настани во општеството. Постојано говорам како пратеник дека 30 на години уназад веќе не се запоставува системот и дека треба веќе конечно да се почне во собранието, не става културна дебата, да се носат системски закони, а не само закони кои што решаваат краткотрајни работи, но уште поважно е можеби надзорната улога на собранието, која што мора да биде во полна функција, особено во овој период, за да се утврдат сите, односно да се лоцира точно одговорностите и каде е потфрлањето, затоа што таа функција многу малце се користи, повеќе се користи законодавната, но вие може да ги донесете најдобрите закони, ако истите не се спроведуваат од страна на институциите. Ние гледаме во секоја кај нас повеќе мисле под овој сега хуманитарен аспект. Да речеме, вие сте точно како пратеници, најгорниот слој од општеството, имате алати како да помогнете, така. Веќе напоменав, лично верувам дека јас лично, но и верувам голем број од колегите, тоа што слушам веќе донирали, помагале на семејства, но јас упатив и еден апел, може би да донесеме колективна одлука околу тој финансиски дел на помош, но и мислам дека секој од нас е потребен да, ако познава фамилии и ако може на било каков начин да им помогна, да отиде во куќани, да разговара со луѓето и да им понуди едноставно онаква човечност и разбирање за целата ситуација. Не треба сега да бегаме од луѓето, затоа што ви кажав, од тие разговори кои што ги имав со неколкумина фамилии, за жал сум била и во комуникација со семејство кој што го загуби своето чедо. На тие луѓе сега им е потребна и едноставно разговор и солидарност да видат дека не се сами, дека сме тука со нив. Зајко ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам. Почитувани, тука можеме и да го затвориме овој телетон. Тоа што не прави сите срекни овдека во Канал 5 е што од отварањето на отворената програма до сега телефоните не престанаа да звонат. Тоа значи дека голем број луѓе не гледа и тоа што е можеби уште поважно е што решија да зазвонат на бројот и да донираат пари. Секако сите сме свесни дека ова не може на никој начин да ја компензира загубата на луѓе, но секако како општествено одговорна компанија и сите како јавност направивме еден напор да помогнеме на овие луѓе. Следните денови претпоставам дека ќе излеземе и со официјална бројка за тоа колку средства се собрани во овој телетон. Уште еднаш од срце ви благодарам како тим што бевте вечерва со нас, останете со програмата на Канал 5. Секако ќе има и други слични иницијативи за помош на настраданите од несреќата во Кочани.